Скандалот што ја тресе соседна Србија се однесува на жртвите на професорот по глума Мика Алексиќ, повторно актуализираше темата за девојчињата жртви на сексуална злоупотреба и сексуално насилство. Како да се охрабрат жртвите да зборуваат, како да се препознаат девојчињата жртви на сексуално злоставување и конечно како да се превенираат овие состојби, разговараме со психолог Ивана Хаџиванова. Добар ден. Добар ден, Ана. Благодарам на поканата. Ви благодарам вам што се согласите да зборувате на оваа прилично деликатна тема која отвори лавина реакции. Не остана само на скандалот на Мика Алексиќ, но во ова интервју ќе ги споменеме сите оние последователни настани за кои одекнаа во јавноста, како што е јавна соба, па и други злоставувања од други педагози. Ајде да почнеме од тоа посведоштвата на актирката Милена Радуловиќ. Се огласија и други низини колешки актерки, кои со години молчала за биле сексуално злоставувани, биле изложени на вербално насилство од страна на професорот. Истрагата ќе го покаже своето, но вие како психолог, како го толкувате ова, зошто жртвите молчат толку долго? Пред се, сексуалното злоставување е едно од најболните работи кои што една личност може да ги доживее, а можете да замислите кога станува збор за дете или за адолесцент, односно тоа кога се случува во таа ранлива мала возраст. Всушност станува збор за еден комплексен тип на траума која што покрај, како да кажам, на сексуалното злоставување, значи и ја афектира, односно целата емоционална и психолошка состојба и целокупниот интегритет на една личност или на едно дете. Значи, станува збор за траума и за злоставување кое што може да остави доживотни лузни. Зошто жртвите молчат е исто така комплексно прашање. Причините за истото се многубројни. Ќе пробам секако да ги офатам поголемиот дел од нив. Значи, пред се, поради чувството на срам, страф од неразбирање и од последиците доколку се проговори, секако тука е и стравот од стигматизацијата и виктимизацијата дополнителна, односно од осудата од околината. Молчењето многу често е и како резултат на еден обид за форма на заштита на себе си, заштита и на своето семејство во некој од случаите. Исто така, за жал, може да се каже дека таа заштита сепак многу често се покажува дека во суштина е всушност уште поголемо повредување и дека од тие причини и се тоа за што денеска ќе говориме, многу е важно да се почне и да се крши тишината која што многу често долго обстојува кај овие жртви. Морам да напоменам дека покрај овие работи, ваквите сексуални предатори кои што прават вакви дела, знаат да се употребуваат и со голем број на закани и уцени кои што прават жртвата да се чувствува секако уплашено пред се за себе и за своето семејство. Во тие закани се користат реченици и зборови кои што се однесуваат за најважните и најблиските членови од семејството и секако личноста, особено доколку е во детската возраст, апсолутно може да се чувствува и конфузно и пак како преходно што напоменав, со цел заштита или со цел, односно како резултат на стравот кој што го чувствува, да не се осудува да проговори. Една од поголемите причини за тоа зашто се молчи е чувството на вина, кое што е можне типично да се појави кај овој тип на жртви, кое што е апсолутно неосновано. Дали предаторите самите им го наметнуваат? Имаше од тоа што успеавме да го слушнеме во јавноста за Мика Алексиќ конкретно, дека тој доста работел на обвинување, нели, на некакво морализирање, дори се одело до таму да настапувал со некакви религиозни нормативи. Видовме видеа каде што често им кажува на децата: вие сте глупави, ми одзема само довербата на некој начин. Така што тоа е до предаторите. Дали децата веројатно тоа многу лесно го усвојуваат кога се во таа ранлива возраст?
Апсолутно. Со самото тоа што возрастните, нели, како во овој случај се на таа авторитетна позиција која што има поголема моќ, многу е лесно да се одземе моќта, контролата и достоинството на децата и многу е лесно да се разниша таа слика за себе, па да дојде до таа конфузија, особено и кога тие работи се случуваат, значи во тие стресни, травматични моменти доаѓа до промени и во расудувањето, односно во самиот процес на размислување. Посекако дека во овој профил на сторители на вакви дела постои таа манипулативност која што вие напоменавте и моќ на убедување и моќ на испраќање на пораки кои што може да бидат огромна пречка и интроектирана забрана која што многу лесно децата ќе ја проголтаат. Така што, како што кажав на почетокот, можне комплексен феномен е молчењето. За жал, поради молчењето, огромен број на случаи остануваат непријавени или пак се пријавуваат и се проговорува за нив, за ваквите злоставувања во многу подоцнежна возраст и слично. И тоа доведува да секако голем број од овие сторители минуваат можеби неказнето и несанкционирано. Од друга страна пак самата детска возраст, сега во зависност од тоа на која возраст се случува таквото сексуално злоставување, ја носи и детската наивност и детското и неразбирање кое што можеби останува до една одредена возраст да тоа се свати дека всушност е погрешно и дека мора да се проговори за истото. Значи во склоп на незрелоста, во склоп на детската наивност, секако дека треба да се напомене како таа една мултислоевитост во причините за молк, па и за препознавање на ваквите дела. Не може да се генерализира, ниту пак да се извлекуваат некакви прототипови на овие предатори, но како што и рековте вие, откако проговори Радуловиќ, во регионот некако синхронизирано излегоа неколку последователни вести, меѓу другото стануваше збор за еден професор по џудо од Прилеп, кој бил тренер и кој исто така злоставувал малолетни девојчиња. Потоа имавме случај во Грција со инструктор по едрење. И тоа беа, ги напоминувам овие, не дека тоа неретко се случува да прочитаме такви информации, меѓутоа вие беа синхрони токму после скандалот со Радуловиќ. Дали сметате дека има тука некоја поврзаност на излегувањето на тие информации во јавноста, кога еве еден ќе се осмели и ќе го украви, таа се шири како лавина, особено со леснотијата на пренос на информација на денешно време, па со леснотија почнуваат да говорат жртвите. Значи, ова ми е едното прашање, па ќе се надоврзаме на тоа зошто овие профили на педагози, најчесто сега говориме во сите овие, не беше еден прототип на педагог. И на некој начин го објаснивте тој феномен, дека тоа се луѓе кои успеваат да стекнат довербата на децата, но може ли уште малку појасно за јавноста за каков профил на луѓе станува збор? Очекувам феноменот кога еден јавно ќе проговори, па тоа да се шири, како што и вие кажавте, како лавина, односно да направи едно поле со простор за искажување, така што тоа е за разбирање, се случувало и на најразлични теми и е мушне позитивно тоа што се повеќе жртви се охрабруваат да проговорат следејќи го примерот, нели почнувајќи со еден настан. Од друга страна, спомнавте, нели, прашањето е во однос на педагозите, односно профилот на сторителот. Мора да бидеме многу внимателни во овој период, нели, како се изразуваме и што коментираме и не можеме да генерализираме дека сите, нели, педагози. Именно е затоа ве прашувам, затоа што можеби ќе се јави сега еден страв кај родителите, па ќе речат кога ќе оди детето на тренинг и така натаму, сега тоа е веќе околу препознавање на симптомите, меѓутоа е околу профилот на личноста на предатори. Да, точно. Што значи покрај таа генерализација, значи не смееме да ја правиме на сите педагози, тренери и слично кои што во суштина играат многу значајна функција во правилниот раст и развој на децата, но секако дека разбирливо е тоа што го кажавте, дека
Верувам дека стравот се појавува кај секој родител и се прашува како да направи таа превенција, заштита, како да ја направи таа проценка. Децата не може да седат затворени во една соба и затоа е важно да се проговори токму на профилот. Обично станува точно е дека во суштина овој профил на личност всушност представува еден јак авторитет, дури и идеал за децата. Станува збор за лице кое што има чести контакти со деца, односно се наоѓа во околина со деца, кога збориме конкретно за злоставувачи кои што им се таргет децата. Затоа што сексуалното злоставување може да биде на деца, на адолесценти, меѓутоа тоа е форма на насилство кое што се прави и со возрастните. Тоа е личност која што може би да се забележи дека има потешкоти со почитување на границите кај другите, личност која што може би ќе прави една привилегирана тајновитост во контактот со детето, значи тоа се доста трпеливи личности кои што многу долго го поставуваат своето поле, ја пикираат својата жртва, па долго ја подготвуваат за актот кој што сака да го направат, односно за грозоморниот чин, во кој што посветуваат можеби екстра внимание, купуваат подароци, ласкарат и даваат комплименти, односно може да се обидуваат да направат да на детето или адолесцентот му направат едно чувство на посебност. На тој начин се обидуваат да направат една сигурност во него, да ја зголемат довербата во него, која што за жал на крајот може да биде крајно злоупотребена. Моќта која што ја имаат како авторитет и како лице која што кажува или учи одредени работи, секако дека на него неосновано му дава простор да се чувствува дека има моќ да прави со тоа дете што сака. Така што тоа е тоа во однос на профилот. Морам да кажам дека не е едноставно да се проценат овие луѓе, да се препознаат и навреме да се детектираат, затоа што најчесто имаат една добра фасада, може да имаат добри способности и слично. Треба да се почитува границата и на детето како и на секоја личност. Така, но ете, тоа е околу профилот на овие, така наречеме предатори. Што правиме со симптомите кои можеби евентуално може да се препознаат кај децата кои се жртви, спорувам од страна на родителите или социјалното окружување, оние кои рековме заради кои повеќе причини и најмногу од се заради двојната виктимизација нема да проговорат, ќе кажат доцна. Кој е начинот да може еден родител или наставник, професор во училиште да препозна едно дете кое евентуално е жртва, па тоа го тае? Прво, не секогаш е едноставно да се препознаат знаците за сексуално злоставување, со оглед на тоа што дел од нив може да бидат многу слични со манифестација на стрес, манифестација на друга траума и слично кај децата. Исто така мора да се запомни дека има и деца кои што нема да покажат никакви знаци, па родителот нема шанса да препознае. Меѓутоа, што подобро сме едуцирани и говориме за ова, ќе може да ги фатиме црвените знаменца, така наречено, во однос на препознавање. Пред се, секој родител или стручно лице и било кој треба да обрне внимание на нагли промени во однесувањето и во рутината на детето. При што мора да се има во предвид дека тие може да одат од или претерано совршено однесување, претерано адаптирано однесување, до другата крајност, до опозиционалност, манифестација на љутина, на бес, агресивност и таа лутина и бес, кои што се нормално емоции, кои што се продукт од самата траума и од тој грозоморен чин кој што се случил во животот на тоа дете, да бидат проектирани и на своите родители, и на своите врсници и слично. Може да се појави одбегнувачко однесување, дали на одредени места, дали на одредени активности, дали на одреден човек, кој што можеби го направил тоа дело. Значи, фобично одбегнувачко однесување може да се јави непосредно по извршувањето на таквиот чин
да се јави компулсивно миење на телото, зачестено миење на телото и минување време во тоалетот, бидејќи Едно од сведоштвата на актирките беше дека 10 пати дневно се обидувала да се тушира после тие следби. Да, тоа е многу честа појава и ние и во праксата во центарот сме ја говореле со нашите клиенти и сме ја слушале за жал покрај во литературата, нели ете и сведоштвата, и тоа се јавува затоа што знаете, кај жртвата доаѓа едно чувство на гадење од сопственото тело поради чинот и сите тие акти кои што се случиле и поради тоа настанува тој порив и тенденција на чистење на сопственото тело. Секако дека може да се јават промени во нагоните, односно може да се јави растроено спиење, односно појава на кошмари, ноќни терори, може да се појават флешбекови, односно враќање на непријатни сцени и слики од самиот момент на злоставување. Може да се јават растроеност и во нагонот за исхрана, односно расстройство во исхраната може да се развие понатака, но и при самите, како да кажам, акутни денови, односно кога акутно сето тоа се случува, може да има одбивност, одбивање на храна и слично заради болката и преполнетоста со тага, бес, конфузност, лутина, односно сите тие измешани емоции дефинитивно влијаат и на нагонот за исхрана. Секако дека настанува и промена во, доколку станува збор за деца или адолесценти, и во училишното поведение, односно самата анксиозност која што се појавува, немир, загриженост, сите тие комплексни, негативни, непријатни, неподносливи, болни емоции може да доведат, секако доведуваат до пореметување, односно растројување на концентрацијата, на вниманието, на фокусот, па детето станува се порасеано, може да биде позаборавено, на долг рок може да се променат и да попушти со училишниот успех и слично. Морам да напоменам дека во некој случај може да се јави и неадекватно сексуално знаење и однесување кај децата кои што се понапредно однесување или понапреден јазичен говор и изразување во однос на сексуалноста или некакво однесување кое исто така може да индицира затоа што тоа дете од некаде нели го доживеало или го научило таквото однесување, а не било тоа научено нели во смисла на здрава, добра психоедукација од страна на родителот или од страна на стручно лице и слично. И тоа може да се манифестира дали низ цртежи, дали низ јазик или низ самото однесување, како што напоменав. Детето кое што било радосно, весело, се дружело, било социјално отворено, одеднаш може да биде повлечено, може да стане тајновито, може да сака да поминува повеќе време само во својата соба и слично, да прави една поголема дистанца изненадно од родителите и така натака и така натака. Секако дека тука се и депресивните симптоми кои што може да доведат до пад на волјата, пад на нагоните го спомнавме, пад на волјата, односно безволност, летаргичност, една хедонија, губење на интересот спрема сите активности кои што преходно детето уживало да ги прави, и нешто што е мощно типично за адолесцентите е себе повредувањето и сечењето. Најчесто се прави тоа како резултат на неподносливата болка, обидувајќи се со физичката болка за миг да се отргнат од душевната болка која што ја чувствуваат во себе. Говориме за низа на овие психолошки знаци што може да се препознаат кај децата кои се жртви на сексуална злоупотреба. Има ли некои физички знаци според кои може родителите да ги препознаат? Постојат и физички знаци, иако се тие поретки, нели преходно би сакала да кажам дека се делат нели покрај промените во однесувањето на емоционално, односно психолошки и физички, кои што може секако да бидат манифестирани низ разни модринки или болки во пределот на гениталиите кај децата, може би тоа да биде крв на
чаршафи или крв на облеката и слично, или пак хронични поплаки во однос на психосоматски потешкоти кои што може да бидат манифестирани. Исто така може да бидат индикации генитални инфекции или сексуално преносливи болести, а за во случајот кога станува збор за злоставување на пример на адолесценти, односно на средни или постари адолесценти, исто така може на пример во некои поретки случаи да биде и несакана бременост, нели, како еден од тие физички знаци. Спорувајќи за жртвите до прилично исцрпно, сега веројатно на јавноста отприлика ќе стане јасно колку е лошо кога згоре на сето ова па ја добиваат и осудата од јавноста. Кога тие доволно лошо се чувствуваат како жртви на самиот чин, а истото треба да го добијат како коментари. Тука е неизбежно да го споменеме овој актуелен случај кај нас со скандалот јавна соба и апликацијата Телеграм. Сега во ова време на технолошки развој, како да го наречеме, и се почеста комуникација на овој начин, тоа не се случува кај нас, тоа е глобален феномен. Особено зборуваме за една апликација која има прилично слаба регулатива во однос на тоа, на анонимноста на оние кои може да учествуваат во овие групи, значи подложноста на жртвите е многу голема. Една од девојките излезе во јавноста и рече дека нејзини фотографии биле злоупотребени. Како вие воопшто го коментирате овој феномен на групирање на овој начин на луѓето и пренесување на интимни содржини меѓу себе во однос на оние што се предатори и конечно и жртвите на овие предатори? Да ги наречеме електронски предатори. Па, јас би рекла дека го осудувам ваквото однесување, односно го сметам за неадекватно и неприфатливо и сум со став дека истото мора да се најде некаков механизам да се спречи, дури и да се санкционира. Односно, ова може би една форма на сайбербулинг кој што се однесува, кој што во суштина и булинг и едно јавно посрамотување, газење на интегритетот, покажување на непочит, злоупотребување на приватни фотографии, јавно објавување на приватни броеви или адреси и слично, кои што се израз на едно однесување кое што апсолутно крајно ги повредува личностите кои што се непосакувано присутни во, ете конкретно во јавна соба, и кои што за жал може да предизвикаат и текако, и еве веќе сме сведоци, добро е што ги слушнавме дел од девојките кои што гласно проговорија за својата сага која што минуваат, и апсолутно во овој дел би сакала да кажам и дека сите ние како јавност, затоа што нели сите се чувствуваме многу похрабри и послободни да коментираме од позадината на нели на екранот, на лаптопот и на компјутерите, меѓутоа мораме да задржиме емпатијата, човечноста, не смее да заборавиме како во овој случај како би се чувствувале жртвите доколку покрај тоа што го доживуваат, значи имаат и дополнително за овој настан, значи се јавува една двојна виктимизација, неразбирање и слично. Така што мораме да задржиме критичноста, мораме да се трудиме да ја развиваме емпатијата и да не ја забораваме да имаме филтри на комуникација и вербална и нели кога куцаме позади своите компјутери. Дали е потребно сексуалното образование според вас и на кој друг начин може да се едуцира јавноста за да се превенираат вакви случаи? Сексуална едукација, според мене, како психолог, работејќи со деца и со адолесценти, сметам дека апсолутно е потребна, затоа што и во мојата секојдневна пракса, например, често добивам и прашања од нив и гледам дека некои работи како да апсолутно е потребно да им се обрне повеќе внимание, особено и заради ваквите случаи кои што преходно ги говоревме. Значи, многу е важна едукацијата, секако дека би се внимавало
внимавало и таа претпоставувам, еве доколку станува збор за сексуално образование, би се внимавало кои информации, какви информации секако би се пласирале на одредена возраст за да биде развиен когнитивниот и емоционалниот капацитет на детето и тоа да биде согласно во која развојна фаза се наоѓа. Меѓутоа, еве конкретно во однос на превенција на сексуално злоставување, например, многу е важно секој родител, јас тоа и го советувам, и сум го зборила и со многу родители и ќе го зборам и со своите клиенти, па еве прв пат јавно, дека многу е важно да од најрана возраст родителите почнат да разговараат со своите деца за именување на гениталите, односно на половите органи. Многу е важно да се направи дистинкцијата кои делови од човековото тело се интимни, приватни, а кои не се. Кои делови од телото смее да ги допираат мама, тато или можеби да бидат изложени кога има некаква потреба од здравствена интервенција и слично, секако со присуство на мама и тато, а кои дека не смее тие делови да бидат гледани или допирани од други лица. Така што тие пораки добро е да се упатат кога збориме во однос на превенцијата и во однос на едукацијата за интимноста, за развојот и за слично, за психосексуалниот развој и кај децата и кај адолесцентите, затоа што тоа е нешто што природно сите ние минуваме низ истото. Во однос на превенцијата за детско сексуално злоставување исто мора на децата да им се објасни дека и тие имаат право да кажат не, односно од друга страна добро да го запознаат своето тело и да се договорат например со мама и тато дека нема да има тајни врзани за сопственото тело. Многу е важно родителите да направат една таква релација, еден таков однос со своите деца и адолесценти да тие се чувствуваат да ја кажат вистината и да кажат се што ги мачи и се што им се случува најотворено, вклучително и за тие телесни делови и за телесните тајни кои што преходно ги напоменавме, односно да се договора да нема телесни тајни, со тоа што родителите нема да преферираат казнувачки или престрог стил на воспитување, односно ќе испратат и ќе вкоренат една порака во главата на детето дека што и да се соопшти, нема да врзано во однос на своето тело и во однос на било какво злоставување или во однос на било што некој друг на нив да им направи, дека нема да го повишуваат тонот, ќе пружат разбирање, односно нема да реагираат со казнување. Така децата кои што не би биле секојаш на обвинителната клупа, како што има за жал во некои примери, би немале страв да споделат што и да се случува со своите родители, би имало поле за разговор, а тоа е многу важно. Каде е тука границата помеѓу она што го нарекуваме табу, односно детабуизирање, можеби во некои други поинакви конзервативни времења се претеруваше со табуизирање, па оттаму можеби и љубопитноста беше многу поголема. Сега веќе на таа карта, така да се изразам, не може да се игра. Содржините од секаков карактер се достапни на интернет. Децата многу рано можат да имаат пристап до овие содржини. Верувам дека на кој начин тие ги восприемаат и ги перцепираат неподготвени когнитивно, кој што велите, тоа е друго прашање. Меѓутоа, каде е границата меѓу тоа кога треба да се детабуизираат некои нешта и некои нешта дека сепак треба ли да останат тајна или пак треба да се објаснат дека за нив треба да бидат соодветно подготвени кога ќе дојде времето на целиот психофизички емоционален развој? Знаете, па јас сум со ставот дека подобро е родителот да ги објасни и да ги детабуизира и да говори отворено за сите овие работи, или родител, или доколку родителот има потреба ќе дојде ќе се консултира со стручно лице, или можеби стручното лице преку цртеж, преку игра, преку слично. Сепак кажувам во зависност од возраста, нека станува збор за помало дете во кој што некои работи може да се кажат, па тоа ќе стане повозрастно, па тогаш може да се пласираат наредните информации кои што се согласно типичното детско однесување, меѓутоа апсолутно е подобро наместо од интернет и несоодветни сајтови, гледајќи несоодветни содржини или од своите другарчиња и врсници кои што и тие недоволно знаат, да се дознае од родителите или од адекватните стручни лица, но пред се од родителите. Така што
за некои работи дефинитивно сметам дека можеме поотворено да говориме и колку повеќе се информираме, толку помалку ќе се плашиме од нив, а најважно е што сето тоа оди во правец на превенција, на едукација, превенција во смисла и на ваквите случаи како што преходно говоревме. Добро е да се има и центри за информирање за децата во зависност од возраст, достапни места каде што ќе работат стручњаци и слично, или пак можеби веб страни или линии за јавување за советување и во однос на овие работи и во однос на многу теми како што вие кажавте, кои што досега биле табуизирани. Хаџиванова, ви благодарам за гостувањето и вакво исцрпно објаснување на овие актуелни нешта, за жал кои не се баш пријатни за слушање. Тоа е отприлика пораката која сакаме да испратиме до јавноста. Имате ли уште нешто да дополните во однос на тоа како во иднина да се однесуваме кон ова прашање? Треба да се зборува повеќе во медиумите? И за мене не беше едноставно ова интервју. Се надевам информациите беа од корист. Меѓутоа, јас не би сакала сето ова да биде како што ние народски велиме, секој чудо за 3 дена. Односно, јас очекувам и сите овие случувања и гледам дека веќе има движења во релевантните правни институции и наоѓање на сеопфатни законски решенија, затоа што исто така и една од причините за молк беше и невербата и во системот дека ќе постапи, така што од многу аспекти имаме што многу да направиме, така што се надевам дека ќе се направат тие сеопфатни решенија во кои што сите ние би се чувствувале позаштитени и би имале повеќе простор за било што и за ова особено важна тема и за било што каде да се обратиме. Дефинитивно медиумите треба повеќе да говорат, не само одреден период, него во ова е преширока тема која што има многу разни аспекти кои што може да се проговорат и да бидат од корист. За крај би сакала да испратам една порака, дека ние како јас и центарот наш и целиот тим сме достапни како стручни лица кои што работиме со оваа проблематика, имаме огромно, како да кажам, разбирање и даваме поддршка на ваквиот тип на жртви кои што се жртви на сексуално и родово насилство. Верувам дека и сите останати колеги и лицата од областа на менталното здравје, затоа што станува збор за една траума за која што е потребна на психолошка помош и психотераписка поддршка со цел да се обработат сите тие случувања. Би охрабрила сите кои што доживеале вакво нешто само да бидат отворени и да проговорат за истото, да ги најдат соодветните лица со кои што ќе ја споделат својата мака и да ги бараат сите решени и сите форми на поддршка, и психолошки и правни. Многу ви благодарам за гостувањето, Хаџиванова. Благодарам и на вас.